Наско, главниот одгледувач, најпознатиот, па може и во свет на шарпланица во Македонија и во светот. И се дружев цел ден со тие прекрасни, огромни животни. Јас мислам дека апсолутно сум против било какво решение кое предвидува еутаназија, кое предвидува убивање на животните. Ова кастрирање и така натаму е решение, меѓутоа мислам, јас на ова Вардариште сум бил неколку пати. Тоа е фино решен објект, меѓутоа мислам за град како што е Скопје премал. Големите општини треба да имаат да се реши прашањето од каде доаѓаат другите куќи, не се само од несовесни, него доаѓаат од селата, се семнуваат надоле доле, има поише храна. Не, Воска Чајрско куќе Шобара у Скопје север. Да, преку ова. Заврши твојата минута. Ќе имаш време да се доискажеш. Една минута, Мелита Ракичевиќ. Прво, значи да кажам дека од денеска, од овој момент, многу повеќе го симпатизирам господинот Миленко Неделковски. Ја одамна те симпатизирам. Да. Па вие роднини ќе испаднете на крај. Темата за животните не спои, Миленко. Добро, јас луѓето ги делам секогаш на добри и на лоши, луѓе кои што имаат соучество во себе и луѓе кои што се буквално без никаква емоција. Значи, сега ќе брзам за да кажам што повеќе работи. Јас сум очајно разочарана од решавањето на проблема со уличните кучиња во Скопје. Посебно од доаѓање на новиот градоначалник. Значи, со целата почит кон овој човек, јас директно ќе го замолам да малку повеќе се позанимава и во директна комуникација да се соочи со проблемот кој што владее со стационарот Вардариште. Значи, кога овие друштва за заштита на животни му пишуваат и му се обраќаат, да изделуваат на некаков начин средба, да се видат и така натаму, тој стручно ги одбегнува тие работи и воедно вели јас ги подобрив сите нешта, еве купивме нови пушки, нови возила, имаме повеќе луѓе кои што ги заловуваат. Апсолутно не се почитува програмата по која што е отворена Вардариште. Помина мојата минута или не? Помина, ќе имаш време да доискаш, не се ќе ти даде бата Игор. Една минута Спиро Ристовски, повели. Благодарам. Дефинитивно Милита ќе доминира на оваа тема. Јас не сакам да бидам и адвокат на градоначалникот, но морам да кажам само дека проблемот со кој што се соочува Македонија и посебно Скопје, зашто тука е најизразен тој проблем, е проблем кој што екзистира во Република Македонија многу години назад. Навистина, јас ја разбирам љубовта кон милениците, јас имам мачор кој што е by the way прилично дебел и го викаме Циле. Така да имам и ја љубов према тие животни, но знаете, јас имам љубов и грижа према децата. Значи јас работам во Министерство за труд и социјална политика, доли има една прилично голема глутница на улични кучиња, кои што во 2-3 наврати нападнаа деца кои што со баба им, дедо им проаѓа одеа у Веро да пазарат. Значи, јас не сум за оној нехуман пристап на убивање на кучињата, но за стерилизација и нивно враќање да, со тоа што во вториот дел тоа ќе го посветам целата минута ќе посветам на тоа, а тоа е соработката и потребата од граѓаните. Значи, лесно е да ја нападнеме државата и локалните власти, но сензибилизацијата, развивањето на свеста на граѓаните е основниот елемент. Благодарам. Благодарам за вас. Една минута за Миленко Неделковски. Од моето скромно знаење од кинологија и воопшто, стерилизацијата значи дека после тоа ја губат агресивноста. Ја губат агресивноста и они станат по-пасивни, значи им се одзема машкоста или нели. И тоа и е логично. Така да тој дел се добива на таа да нема доволно, да нема напаѓање така натаму. Меѓутоа, мислам дека Вардариште е одлично направен објект, меѓутоа за Скопје огромен град, милион луѓе сме ние овде, е малку, тоа е број 1. Број 2, Скопје е обкружено со стотици села. Од сите тие села кучињата доаѓаат надолу, си доаѓаат по храна, тоа се животинки, тоа природна е кај нив таа желба да дојдат и постојано се полни градот. И третиот е овие кои земаат куќе, дај ми кученце и што е убаво и после не може го чуваат, им прља дома едно туго и го бркаат. Ќе го остави во дворник. Ќе го остави некаде и тоа после оди до касапници така натаму. Мислам дека делот со стационарот, ја не знам колку е скапо или претпоставам дека не е премногу скапо, треба едноставно, особено големите општини, Ѓорче, Петов, така, да направат и свој. Сега ќе ни каже Мелита колку е скапо. Една минута, Мелита Ракичевиќ. Пред се, значи Вардариште е добро осмислено, но реализацијата е ужасно лоша. Значи, таму не разбирам зошто се тие услови споменувани како добри, кога таму, не знам, Миленка, ако била, веќе ви кажа, значи, тие лежат на бетон, им ги чистат кафиците со ладна вода, значи, по било која цена да се разболат и да умрат. Значи, крајно сурово, крајно без грам емоција. Работат луѓе кои не сакаат животни.
кои не сакаат Не, животни. имаш право, просто имаш право. Ајде. 30 секунди реплика. Ја нема искористен. Сега- Повели Милена. Просто. Јас знам дека Да, е она да. посимпатично од мене, ама Зошто значи... беше Секако, Зошто секако. беше во Вардари? Еве, Не, сега јас ќе бев ти во кажам. Вардари, ще се согласувам дека е така. Зошто сум бил? Да. Одев да си гледам куќето. И па како да се гледаш, не си в доми едно. Не можам да Го бромам. има Стварно немам Марко, услови, да. ќе го се мачам информираш. куќето. Добре. Ќе го мачам куќето. Мислам, тоа е поуште поголем греф. Но, Добре, јас бев и в доми в 4 затоа. не, во ред. Може Од сега ти тргнува репликата, може 30 би- секунди, повели Милена. Да. Ја не, едноставно не сум дома за да мојот мачорот сам се одржава. Но, што сега да ти кажам? Сега да кажам дека се согласувам, дека се на бетон, дека е со ладна вода, но тоа е многу подобро од што беше. Тоа ми е, сепак се тоа нови градби, тоа е нов бетон, ново. Гледам луѓето таму носат. Кој носи таписон, кој оставил вака, па они им ги подметнуваат, тоа нормално се прља, мирисе и така натаму. Меѓутоа и затоа мислам, елита, дека е малку. Ова е огромен град, за таму колку има? 50 бокса или 70, не е важно колку има. И во еден бокс по... И има по 3-4-5 куќиња внатре така натаму По и мислам 30. дека е малку. Тоа де факто треба сега од нивото на град како општина, општините да почнат го земаат во себе. Благодарам Миленко. Сега повторно 1 минута за Мелита. Така. Полека, објасни. Значи во Вардариште прво е многу сомнително тоа што е од затворен тип овој стационар. Значи вие немате можност да отидете кога сакате, нема можност на волонтери кои вистински би помогнале, кои што соработуваат со многу невладени организации кои што нудат помош, сето тоа се одбива. Значи строго е решено да се направи чистка на сите улични куќиња. Единствениот начин кој тие го сметаат дека е добар, тоа е со пукање по улиците, иако тоа не го признаваат, тоа значи се знае неофицијално. Сите оние луѓе кои што се во тие друштва за заштита животни го следат тоа. Имаат многу докази, кои што јас некои дури ги носам и во ташна. Во секој случај, значи таму треба една отвореност. Не може во петок и во сабота само да одите на 3 сати, доколку сакате да вдомите куќа. Прво можеби не можете во тој период да отидете. Од 9 до 1 или од 9 од 10 до 2, така нешто. Значи зошто? Во останатиот дел од времето таму се случува буквално вистински хорор. Значи животните и повеќето од тие луѓе што сакаат да ги вдомат се болни. Се мешаат, нема ред, не се знае кој е каде е. Значи стерилизацијата и кастрацијата е на минимално ниво. Значи нормално има кастрација и стерилизација, но не во оној договорен дел како што треба за да се постигне успех. И тогаш е полесно од комунална хигиена да фрлат отров, значи тоа масовно се прави. Да, и уште нешто ќе ми дозволат, ќе бидат кавалери и джентлмени, бидејќи ова е сепак твоја тема, Така. сакаме да допринесеме, може. да помогнеме. Имам информација дека Скопје е единствениот град во југоисточна Европа, главен, голем град, кој нема гробишта за домашни Нема. миленици. Додека јас не ги Најголемиот направам. проблем во Скопје кој ќе ти умре куќето, немаш кај да го однесеш. Огромен проблем. Јас 2-3 години наназад од кога почина мојот сибирски самајот, размислувам на оваа тема, го имав истиот проблем. Малку сакав можеби да осмислам, добро и да размислам. Не знам и колку луѓе имаат култура на таа тема, иако јас во мојата продавница вака е можеби не убаво да го соопштам тоа, но продавам сандат за куќињата сепак. Значи барем достоинствено да ги закопаме. Ти благодарам Мелита. У 20 секунди, ајде министре за 20 секунди. Не, јас само една работа ќе кажам, а тоа е дека неопходно ние да се зголеми свеста кај целокупната јавност по однос на ова прашање, како и по односи на многу други, затоа што Мелита ги спомна волонтерите, но и тоа треба реално да се прашаме колку нашите граѓани се спремни да бидат волонтери и да помагаат во таа хумана дејност, значи Мелита кон вели дека има. И јас миленичињата, познам да. луѓе кои Така да се би тоа дали. тоа е нешто на кое што мора да се поработи, затоа што па пред некој ден јас видов нели ги вратија дел од куќињата кои што ги имаа вдомено. Наводно не можело веќе не можеа да се справат дел од лицата кои што ги вдомија, па после ги вратија куќињата, што е исклучително непопуларно. Ма и нехумано, И апсолутно. нехумано. Или го зимаш и го чуваш. посвојуваш Така тоа е. милениче, или не го посвојуваш, односно го оставаш онаму каде што не, а не да го... Повели Мелита на оваа тема, повели. Крај е со времето, но но повели. треба да имаме закон и на оваа тема, за да има општа заштита, бидејќи омразата на оние кои што не ги сакаат куќињата и оние кои што ги сакаат и се борат за нивните права е огромна и секогаш има судир. Значи и јас не сум, и јас имам дете и мене ми е страв некогаш кога глутница ќе ми се појави, иако премногу ги сакам. Значи мора да има закон. Тој закон е неопходен по повеќе теми. Иако земеш да посвеш куќа, како тоа треба да се чува и дали можеш да се откажеш после 3-4-5 дена. Значи, Точно. во секој случај, ако чуваш домашен миленик дома, конкретно мора да има начин како се чува, обврски така натаму. Значи, мора да се среди оваа ситуација. Благодарам, Мелита, Но премногу и време. градот